од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Од Нью Йорк, посредникот на Обединетите нации побара од владите во Скопје и Атина брзо да одговорат на неговиот предлог. Јане Баџиевски ја следеше оваа средба. Посредникот Нимиц во седиштето на Обединетите нации, како и вообичаено, дојде прво за кажаното време за почеток на новата рунда преговори. Преговарачите во пријателска атмосфера пред средбата разговараа за неформални теми. Средбата за затворени врати траеше околу 1 час. Посредникот Метју Нимиц рече дека со преговарачите на двете земји разговарал за тоа докаде е процесот и дека им поднел нова рамка на идеи преточени во предлог. Неофицијално предлогот содржи едно име со географска одредница, најверојатно Северна Македонија. Најавите се дека употребата на ова име е во полза на Македонија, како и тоа не е задолжително, што би значило дека други држави би можеле да условуваат земјата онака како што претходно решиле. По оваа рунда разговори и натаму е нејасно како предлогот го третира идентитетот на македонската нација и јазикот. In my view, represent a honorable, dignified and workable. Мислам дека презентира честен, достоинствен предлог на кој може да се работи за конечно решение. Останува на двете страни да го разгледаат и од аспект на нивниот национален интерес и политика да се изјаснат што е добро за нив, рече Нимиц. На прашање дали неусогласената позиција на македонскиот државен врв на релација шеф на држава премиер негативно се одразила на преговарачкиот процес, Нимиц одговори. In one of the countries that you're referring to, not something that Внатрешните прашања во едно од земјите на што алудирате не влијаат врз мене затоа што тоа е внатрешна работа. Мојата задача е да се бавам со преговорите меѓу две држави, земји во Обединетите нации. Нимиц истакна дека нема временски рок до кога очекува одговор од владите во Скопје и Атина. Тој истакна дека речиси 10 години е клучен во процесот и дека не доликува на неговата функција да излезе со предлог од типот земи или остави. Нема моќ да поставувам ултиматуми, потенцираше Нимиц. Посредникот Метју Нимиц на преговарачите од Македонија и Грција во седиштето на Обединетите нации им го врачи најновиот предлог за разликите околу името. Преговарачите веќе заминаа за Скопје и Атина. По 2 недели ќе продолжат преговорите во зависност од нивниот евентуален одговор на најновиот предлог на Нимиц. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Нью Йорк. А во продолжение за глобалното намалување на каматните стапки, за американската политика и за новообјавениот Нобеловец за литература. Намалувањето на каматните стапки дојде во време кога финансиските пазари го чувствуваат влијанието на американската финансиска криза. Во Велика Британија, каде неколку престижни банки пропаднаа, инвеститорите ја губат довербата. Ни се случија цунами, се пропадна. Во Азија индексите паѓаат, 8% во Хонг Конг, 10% во Јапонија. Британскиот премиер Гордон Браун кажа дека е важен сигнал што светот работи заедно на економски проблеми. Американскиот секретар за финансии Хенри Полсон рече дека намалувањето на каматните стапки е само почеток. Викендов ќе се сретнам со колегите од групата 7 и ќе разговараме за натамошните чекори, рече тој. Американските председателски кандидати Барак Обама и Џон Маккейн денес водат кампања во клучни држави на Средниот Запад. Обама е во Охајо, а Маккейн во Висконсин. Председателската трка е многу тесна во овие држави. Францускиот автор Жан-Мари Густав Леклезио ја доби престижната Нобелова награда за литература. Шведската академија што ја дава наградата рече дека 68 годишниот писател е автор на поетска авантура и сензуална екстаза. Недостиг на нафта, глобално затоплување, загадување на воздухот. Ова се теми редовно поместени на првите страници. Но има еден глобален проблем за кој ретко слушаме – недостигот на вода. Документаретот на режисерот Ирена Салина, Flow, го свртува вниманието на ова прашање. For the longest time, people have taken water for granted. Most people don't think about where their water comes from. They just turn on the tap and they expect it to be there. Those days are ending. Питер Глик е еден од многуте стручњаци кои во филмот алармираат заради трошењето на резервите на вода. Со мал екипаж и едва и доволни средства, Салина го пропатувала светот за да го филмува намалувањето на реките и езерата. За нешто повеќе од 1 час да представува впечатливи слики на големи суши, тешко загадени реки, сиромашни рурални заедници кои живеат на контаминирана вода.
Филмот покажува пестициди и хербициди како ги загадуваат реките и езерата, индустријски отпад како се слева во реки и езера, меѓународни корпорации кои приватизираат големи водени површини. Салина вели: некогаш водата беше достапна за сите, сега таа се собира и скапо се продава на пазарите. Водата е основно човеково право. Секако водата мора да има цена во богатите градови. Таа мора да биде прочистена, за тоа требаат пари и труд. Но од друга страна имате друг вид популација што едва и прави $1 за недела или месец, зарем ќе дозволите тие да умрат. Документарецот покажува колку е итна ситуацијата. Калифорнија има се помалку вода. Водата таму ќе трае уште 20 на години. Ново Мексико има помалку време, околу 10 години. Но тие градат голф полиња со огромна брзина, значи може да го скусат времето на 5. Аризона, Флорида, па и големите езера, се тоа места со голема побарувачка на вода. Има ли вистина во ова? Дженет Раганатан е подпредседател за наука и истражување во Институтот за светски ресурси во Вашингтон. Не може да биде повистинето. Влијанието на климатските промени се чувствува. Недостигот на вода е видливо. Документарецот на Ирена Салина има јасна порака. За да обстане, човештвото мора да ја почитува и заштитува природата, зашто таа е извор на неговото постоење. Гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.